Кој ќе ги постави? Јас ги поставам. Добре, господине Боцев, вечерва во Струмици имаме, би рекла нешто како караванот на проекции на етнолошки филмови низ музеите во државата. Како дојдовте на идеја да се прикаже делодазното што се продуцира и што се прикажува на етнолошкиот фестивал во Кратово и низ музеите во државата? Па вака, морам да кажам дека во Македонија има богата традиција во продукција на етнолошки документарни филмови, односно филмови кои што обработуваат теми од етнологијата. Почнало 50-тите години, таму првата половина на 50-тите години, во Музеот на Македонија, тогашен етнолошки музеј на Македонија, така што ние кога дојдов, односно во музеот да работам, имаше еден фундус на документарни филмови со етнолошки теми, кој што ме поттикна на некој начин да почнам јас тоа да го правам, затоа што одејќи на терен видов дека не може да се собере се со моливот и со фотографскиот апарат, затоа решив да најдов камера и од 95-та година почнав да снимам на терен. Како се дојде до идејата, самата работа се покажа дека може да се направи од материјалот што го имав ја како документ на традиционалната култура, да се направи кратко сиже, практично етнолошки документарен филм. Увидов дека и во Македонија имаме богат филмски материјал кој што нема каде да се покаже. И затоа решивме Македонското етнолошко друштво да почне со организирање на фестивалот на етнолошкиот документарен филм во Кратово. Денес, оваа година, односно беше 8-то издание. И целта на овој етнолошки фестивал е да го расшири или да запознае поточно пошироката публика со овој жар на филмови, затоа што реков дека имаме богато искуство и богати материјали. Меѓутоа не само македонската продукција, туку од целиот свет. Годишно добиваме околу 80 филмови, од тоа правиме селекција и околу 25 до 30 филмови во Кратово покажуваме пред публиката во Кратово и пошироката публика. А ова денес што ќе биде во Струмица, тоа е продукцијата на етнолошките документарни филмови од Музеот на Македонија од 1997 до 2015 година, затоа што реков имаме и на стара продукција која што за жал се уште не е дигитализирана и не е не може да се публикува како што е ова сега вечерва ние што ќе го видиме. Има 13 филмови на 4 DVD-а, 10 се моje авторство, а 3 се на колешката Елизабета од нашиот музеј. Обработуваат теми од обредниот живот, од секојдневието, од занаетите, така што верувам дека и струмичката публика ќе има што да види, нешто непознато, нешто познато секако. И да, како што рековте, овие филмови јас се настојувам да ги покажам во што поголем број од музеите во Македонија за и колегите и пошироката јавност да се запознае со она што го работиме ние во Музеот на Македонија на полето на етнолошкиот документарен филм.